Овие трибини ги продолжуваме, бидејќи претходно имавме на повеќе теми, денеска стартуваме со Комисијата за култура и во име на тоа сакам да честитам и на претседателот на Комисијата за култура и на сите членови кои што ја направи оваа организација и кои што овозможија да слушнеме и да слушнете што всушност имаме направено за културата и кои резултати не прават многу поразлични од она време за кое што претходно и Владко зборуваше, за кое што мислам дека постепено и го забораваме. Културата е еден суштински сегмент во општествените процеси, без разлика дали станува збор за културното наследство, негата на индивидуалните и колективните идентитети, мултикултурата, традицијата, пред се заедничките вредности. Како одредена власт или политичка опција се однесува кон културата, тоа дефинира и како се однесува и спрема државата и секако спрема граѓаните. И бидејќи се стремиме и се бориме за да на пиедестал ни биде европската агенда, ние имаме обврска да овозможиме и европска култура. Уште една суштинска разлика со концептот на опозицијата за изолација, заробена држава, а пред се и заробена култура. Цели 11 години со ВМРО-ДПМН граѓаните видоа какви последици може да има доколку културата се зароби, се стави во улога на криминални и партиски интереси на мала група на луѓе. 1 милиарда евра потрошија за споменици, барок и стиропот во центарот на главниот град и постепено системски го уништуваа. Видовме политички обид за културен инженеринг, упад во се она што значи културна вредност. Видовме злоупотреба на културата како пропагандно средство за политичка манипулација со чувствата на граѓаните, но и поделби по било кој основ. Речи си да не постоеше сегмент во рамки на културата кој не беше обесправен од нивна страна. Градбите за кои што се потрошија стотици милиони евра, по само неколку години, сведоци сте и вие самите, дека се распаѓаат и поплавуваат. И тие воопшто не се туристичка атракција, напротив. Тие се срам и беда за општеството во кое што живееме. Затоа СДСМ во изминатите години многу вложи во рамки на сегментот култура. За нас културата е однос кон општеството, кон граѓаните, вредност и грижа соодветна. СДСМ ја ослободи културата, ја врати во нормала и овозможи да владеат професионалните стандарди. Демократизирани се културните процеси, вратени се институциите и ослободени се од секакви процеси на креативитет кои што значат се, само не култура. Значително вложивме во подобрување на условите за работа и унапредување на животниот стандард на вработените во културата. Нивните плати се зголемија за околу 120% споредбено со времето на владење на ДПМН. Презедовме мерки да го заштитиме и да го промовираме нашето културно наследство, идентитет и традиција. Со политиките на СДСМ, македонскиот јазик, култура и посебност се на исто рамниште со европските јазици. Оваа година беше година за заштита на македонскиот јазик. Со Законот за македонски јазик обезбедуваме дополнителна заштита, унапредување и збогатување. Еден од новитетите е исто така и создавање на инспекторат за употреба на јазикот, но и дополнително изучување и афирмација на јазикот во странство. Зошто ДПМН не ги поддржа овие законски измени и законот се уште се чека на нив во собранието, треба исклучиво нив и само нив да ги прашаме. СДСМ е горд за се она што го има направено за заштита, унапредување и признавање на македонскиот јазик. Меѓутоа, СДСМ е горд и за тоа што се грижи и за мултикултурата, културата на сите наши граѓани без разлика на нивната припадност. Сите ние денес со гордост може да кажеме дека со СДСМ македонската култура доживува значајни успеси. Би наброила само неколку резултати кои што навистина прават разлика. Чест и задоволство е да се прифати фактот
дека градот Скопје, нашиот главен град, е избран за Европска престолнина на културата за 2028 година. Европските експерти ја препознаа посветеноста на надлежните институции предводени од СДСМ. Оваа престижна титула е можност за силен културен развој на градот, реализација на нови проекти со кои што ќе се збогати европската културна таписерија со македонските богатства. Овој избор е признание на сите заложби на институциите предводени од СДСМ, пред се Министерството за култура, начело со нашата подпредседателка Бисера Костадиновска-Стојчевска и истовремено голема заложба и идеја на претходната локална власт, која што го водеше градот Скопје, начело со нашиот другар Петре Шилегов. Символиката на овој државен успех ја покажува разликата помеѓу СДСМ и ДПМНЕ. Додека ДПМНЕ го уназадува Скопје, му предизвикува нова катастрофа, СДСМ обезбедува можности за развој и напредок. Овој нов успех на македонската култура дојде само неколку дена по одлуката на Комитетот на УНЕСКО, со што го сочувавме престижниот статус на нашиот бисер. Тоа е уште еден резултат, уште еден факт кој што прави разлика. Охридскиот регион останува на листата на светско културно и природно наследство со исклучителна универзална вредност. Драги пријатели, македонската култура заслужува да биде признаена како култура со европски вредности и сето она што го негуваме како традиција и историја. Мора да обезбедиме македонското наследство заедно со културното наследство на сите наши граѓани да биде вградено во европското. Затоа што културата не е само уметност, културата не е книга, културата не е слика, културата не е традиција, културата всушност сме сите ние. Овие вредности не само што се модерни, туку им носат и подобар живот на оние кои што живеат под нив. Кој не блокира од Европа? ДПМНЕ. Не спречуваат во СЕОН, кој што значи напредок, просперитет, стандард за граѓаните. Единствената разлика која што е повеќе очигледна е интеграцијата која што ја нуди СДСМ наспроти изолацијата и блокадите кои што ги води ВМРО ДПМНЕ. Во првите 5 години од членството во Европската Унија, нашиот стремеж, нашата надеж, нашиот постулат по кој што функционираме сите овие години, дека платите на работниците растат од 70 до 100%. Сите знаете дека успеавме да ја зголемиме и минималната плата, и просечната плата, да ја зголемиме и просечната пензија. Членството во Европската Унија носи пораст на бруто домашниот производ и до над 80%. Дополнителен годишен доход по жител од 850 евра во текот на една година, само затоа што земјата е членка на Европската Унија. Ке имаме пристап до различни фондови, како што е случајот и со пријателска Хрватска. Од друга страна, ДПМНЕ со своите неразумни постапки сака сето ова да го блокира. Тие се символ на неизвестноста, на изолацијата, на тапкањето во место. Не постои ниту еден аргумент кој што им оди во прилог за да го потврдат блокирањето по секој основ. Со членството во ЕУ го обезбедивме македонскиот јазик, идентитет и култура, но и економскиот просперитет на сите наши граѓани. Секогаш ќе ја имаме нашата традиција, таа никој не може да ни ја одземе, но прашањето е дали ќе ја имаме и иднината. СДСМ нуди иднина со која никој нема да оставиме зад нас. Никого не оставаме сам и продолжуваме да маршираме кон европска иднина на Европска Македонија. Наместо страф и тензии, изборот мора да биде јасен дека ние се грижиме за стандардот, за почитувањето на идните генерации во оваа држава и за младите, за да ги задржиме тука. Местото на македонската култура е во Европската Унија и затоа е одличен овој слоган кој што го има смислено Комисијата за култура. Динамиката на проширување на Европската Унија е реална
и сега треба да се донесат државнички одлуки, а тие треба да ги донесеме сите ние заедно. Не за изолација, туку за интеграција. И секогаш да ја чуваме културата, бидејќи таа е единствено најискрената алка во ово општество која што не представува надвор и во Европа и во светот. И секоја чест за сите културни работници во нашата држава, кои што се наши амбасадори, за да представат дека оваа мала, но преубава земја заслужува да биде во рамки на европското семејство. Ви благодарам на вниманието.